Добро утро, почитувани гледачи. Ново издание на емисијата Фактор здравје ви посакувам добре дојде во ова ново издание. Зборуваме за превенција на кардиоваскуларните заболувања, односно зошто и колку често треба да ги проверуваме срцето и крвните садови. Срцето работи 24 часа без пауза. Единствено нешто што бара од нас е да се грижиме за неговото здравје, да му посветиме внимание, да правиме превентивни прегледи и редовни контроли, бидејќи со превенцијата можеме да откриеме одреден ризик пред и да се појави болеста. Зошто е сето ова важно? Како да ги разрешиме сите дилеми, дали само кога чувствуваме симптоми треба да посветуваме внимание на здравјето или е многу поважно тоа да го правиме и претходно кога се чувствуваме здрави. На оваа тема утрово разговараме со доктор Антонио Антовски, кардиолог од Градската општа болница 8 септември. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Да. Кардиоваскуларните заболувања се уште се причина број 1 за смртност во светот во светски рамки. Што покажува ваквата состојба и кон што води сето ова и на што треба да внимаваме? Вистината е дека и покрај залагањата на здравствената заедница да се стави тоа под контрола, имаме епидемија на кардиоваскуларни заболувања и процентот расте. Значи, пак ќе речам, не успеваме да го контролираме, не успеваме да стагнира болеста, дури процентот расте. Кардиоваскуларните заболувања, рековте, се број 1 причина за смртност во светски рамки, поизразено во земјите во развој како што е наша Македонија. За жал, тука не застанува. Тие се и причина број 1 за инвалидност. Значи, за жал, инвалидност кај работоспособното население. Така да зборуваме за пореметување на квалитетот на живот на нашите пациенти, на нашите сограѓани, меѓутоа и на тие околу нив, товар за општеството, социоекономски товар и сето тоа, значи страшно голем проблем. Персонален и проблем за општеството. Така. Затоа сите заеднички малку повеќе треба да работиме и на превенцијата, единствена и најдобра. Проблем е сепак свесноста, еве вака да бидам сликовито разбран. Статистиките велат дека скоро 50% од популацијата која што има зголемен крвен притисок не знае. Значи не е свесна дека има зголемен крвен притисок. Па велиме дека 75% од популацијата, тоа се значи 2/3 од луѓето, имаат неконтролирани вредности на мастите. Сега тука е холестеролот, тука се триглицеридите. За жал, стално збориме за холестеролот, триглицеридите ги забораваме. Така, како да ги ставаме на Кој страна. Малку не ги чувствуваме така, односно не ги мислиме за опасни. за артериосклерозата, како и холестеролот. Видете, збориме за 2/3 од популацијата дека имаат неконтролирани масти и за жал ништо не прават за тоа. Дури статистиките велат дека во возраст од 7 до 19 години, видете, се посветиле, анализирале, 7% од младите велат имаат зголемени вредности на холестеролот во крвта. Значи збориме возраст до 19 години. Така да тие ризик фактори се присутни во популацијата, не сме свесни за тоа и затоа имаме статистика која што вели дека 25% од случаевите со ненадејна срцева смрт, чи нагла срцева смрт, кога велиме тоа се јавуваат кај луѓе кои што претходно немале манифестна болест. Да. Значи одеднаш од полно здравје. Немале претходно проблем или ајде да речем не бил диагностициран, пошто често нашите пациенти ги занемаруваат симптомите. Велат ова е нешто друго, ова е замор, ова е не знам што и на крај доаѓа пациентот со инфаркт. Така да, овие ризик фактори бавно и полека снели се развиваат, никогаш не даваат симптоми и затоа се важни контролите. Навреме ќе го откриеме ризикот и навреме ќе преземеме нешто. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Повелете, јавете се и поставете прашање. Со
Со доктор Антонио Антовски, кардиолог од Градската општа болница 8 септември, зборуваме за превенцијата на кардиоваскуларните заболувања, колку и зошто треба да го проверуваме нашето срце. Зошто е важно да ги провериме срцето и крвните садови, доктор Антонио? Видете, најчестите заболувања буквално во популацијата, тоа се болестите на крвните садови. Коронарната болест, мозочниот удар, последица од болест на каротидите, проблемите со циркулацијата на рацете, нозете, па на крај до слабоста на срцевата пумпа. Целта е да ги откриеме на време пред да дадат манифестација, затоа што потоа веќе касниме, лечиме последици. Затоа што еден мозочен удар, ако имаме среќа, ќе помине со без последици или со полесни последици, меѓутоа може да доведе до трајна инвалидност. Исто е и со срцевата пумпа. Рековте, тоа е пумпа која што буквално нема пауза, работи 24/7. Без неа, без квалитетна работа на срцето, драматично се менува квалитетот на животот. Не е sejedno кај помлада, кај повозрасна особа. Значи, можеме да спречиме болеста да се јави рано, да го одложиме почетокот на болеста, да спречиме последиците да бидат катастрофални по квалитетот на живот и на крај да овозможиме и подолг живот. Значи, тоа е и целта на сите тие наши напори. И тука во предвид влегуваат и овие ризик фактори, како ги велиме, модифицирачки и немодифицирачки, меѓутоа и генетиката. Не знаеме што носиме во себе и како некоја состојба можеме дополнително да ја испровоцираме. Затоа и кога се чувствуваме добро, треба да ги правиме контролите и проверките. Апсолутно, видете, еве за да размислат нашите гледачи. Статистиките велат дека 50% од популацијата, видете, тоа збориме во светски рамки, 50% од популацијата има барем еден од водечките ризик фактори за кардиоваскуларните заболувања. Па тоа се притисокот, зголемените масти и да не ве изненадува пушењето. Значи, пазите, еден од овие три фактори се присутни кај 50% од популацијата. Сега, гледате, не го спомнав диабетот. Да, покаченото ниво многу на шеќерот во честа крвта. болест која што допринесува за развој на кардиоваскуларни заболувања. Видете, од диабет не умираат пациентите. Умираат од компликациите на срцето и на крвните садови. Прекомерната тежина сама по себе ризик фактор, не помалку значаен од овие првите три што ги спомнав. Начин на живот без доволна физичка активност. Значи, еве, нашите гледачи може да се размислат што све од ова е присутно кај нив. Неквалитетен начин на исхрана. Значи, нездрава исхрана, внесна повеќе сол во исхраната, брашно, шекер, тоа што велиме бело. Да не ги редам сега сите ризик фактори, меѓутоа статистиката вели дека малтене немаме во популацијата човек кој што нема некој од овие ризик фактори. Така, кога ја носите и генетската предиспозиција или веќе во семејството имало случаи на инфаркт и на мозочен удар, тогаш малку повеќе треба да бидат насочени кон грижата за собственото здравје и тие превентивни. Значи, дека тие особи треба први да бидат и порано да почнат со проверка на кардиоваскуларното здравје. Преска спомнавте за границата. Да, од кога да почнеме да мислиме дека треба да го проверуваме срцето? За жал, нашите прадедовци, дедовци, кога живееле со нивниот начин на живот, имаше некое правило дека 40-та година на животот е некоја возраст кога почнува да се манифестира коронарната болест, мозочните удари. И сега нашата реалност, да се вратиме во сегашноста. Вели дека таа граница е драстично, драматично преместена. Значи, ние веќе, после 20-та година од животот, веќе почнуваме да си го плаќаме данокот на лошиот начин на живот. Со недоволна физичка активност, лоша исхрана, загаден воздух, пушење. Пазете, спомнувам работи кои што буквално
Можеме да влијаеме. Рековте модифицирачки. Може да влијаеме, на возраста не можеме да влијаеме, на генетиката не можеме да влијаеме, а се ова друго што го спомнав, можеме да влијаеме. Па затоа велат од 20-та година треба да се почне со проверка на кардиоваскуларното здравје, на ризик факторите. Едноставно ајде вака за да биде Дали полесно младата разбрано. популација посветува внимание, дали го прави ова? За жал не. За жал не, затоа што Бидејќи младиот човек нормално се чувствува Здраво и полн добро. со сила, со енергија, неговите грижи се насочени во сосема друг правец, не за здравјето. Јас често сакам да кажам, здравјето го добиваме со раѓање бесплатно. И затоа не го цениме. Значи да го купуваме, многу повеќе ќе го цениме. Младите луѓе не се свесни за проблемите и заради тоа не обрнуваат внимание. Сега велат 20-та до 40-та година. Видете, најпотентните години од животот. Да речеме, кога е човекот полн со сила, со полет, со енергија, создава, креира. Не се безбедни. Не се безбедни од неколку причини. Затоа што треба да се прашаме дали имаме ризик фактор. Еве, ако се прашаме, овие ризик фактори што ги наброев, дали се присутни и не се присутни. Тогаш велиме супер. Има здрав начин на живот, здраво се храни, не пуши, не претерува со алкохол, нема прекумерна тежина. Рековме, исклучивме, нема зголемени масти, шекер, сето тоа. Редкост, тварно редкост, верувајте. Ретко ќе најдеме млад човек кој што нема ништо од сето ова. И затоа велат препораките, кај таквите особи во период од 20 до 40 годишна возраст, доволно е еднаш годишно, еднаш на 2 години да се провери притисокот. Пазете, значи 20-та година е старт кога треба да го провериме притисокот. И велиме, добар е, нема ризик фактори во ред, следниот пат ќе провериме по година или 2. За шекерот, вели, проверете го на 20 годишна возраст. Ако е добар, немате ризик фактори, следната контрола може да биде по 3 години. За мастите, нешто слично. 3 години, 4 години е некоја временска рамка за проверување кај особи кај што не гледаме ризик, не гледаме потенцијал за проблем. И тоа завршува со 40-та година. Од 40-та, па нагоре до некој 60-та, 65-та година, повторно велиме, проверуваме има ризик фактори, нема ризик фактори. Нема ризик фактори. Видете, тоа е нешто утопија. Утопија, дека ќе најдете од 40 години возраст човек до 65 години, дека нема никаков од овие ризик фактори. Па вели, без обзир што нема ризик фактори, сега мораме еднаш годишно да го провериме притисокот. Еднаш годишно да ги провериме мастите и шекерот. Значи, тоа се препораките. После 65-та година, тоа вели, барем 2 пати или неколку пати во текот на годината. Сега мислам, разбран сум од летачите. Збориме за луѓе, буквално, кои што немаат ризик фактори. Кои што не почнале да се манифестираат правилно, симптоми. кои што за жал во нашето современо општество не е можно, затоа што еве ќе ви кажам еден ризик фактор кој што не може да го избегнат колку и да се посветени на своето здравје. Тоа е загадениот воздух. Ризик фактор подеднакво важен, моќен како сите овие други што ги наред. Значи буквално загадениот воздух е ризик фактор како и пушењето. Стресот сега, исто така е присутен, да за тоа што не можеме да се справиме. Не можеме да се преселиме, нели? Да. Да отидеме на друга планета. Ама ќе внимаваме на други значи, работи, мораме така, да се прегледуваме. Да. Па затоа, извинете, уште едно само, за да бидам разбран, затоа сега све се менува, па вели, ако има некој ризик фактор, од овие што ги наброивме, тогаш веќе ситуацијата е сосема друга. Па тогаш вели, притисокот ќе се го проверите барем еднаш во годината. Истото важи и за шекерот и за мастите. Значи, еве, буквално, да ме разберат младите луѓе.
Ако немаат ризик фактори, може да бидат комотни да се проверуваат на 2, 3, 4 години. Ако имаат ризик фактори, мора да се проверуваат. Збориме за мерење на крвен притисок, мерење на мастите, мерење на шекерот. Збориме лабораториска анализа ќе ги добиеме рутински вредностите, преглед за да се види каде, до каде. Сега, за да не сгреши, треба да си поразговара со својот доктор. Буквално да го праша каде е во моментот со своето здравствена состојба, со тие ризик фактори. Видете, неквалитетниот сон е ризик фактор. Значи има многу работи што јас сега во емисијава не можам да ги кажам сите. Тоа е буквално обврска на секој од докторите да поразговара со својот пациент, да му обрне внимание. Значи буквално ова е скрининг кој што го позиционира пациентот во група со ризик, без ризик, со висок ризик и врз основа на тоа имаме различни препораки. Затоа што мастите ако треба да ги ставиме под контрола, таму кај што имаме висок ризик, контролите ќе бидат многу почести, побрзи, за да можеме да ги постигнеме тие целни вредности. Сега, што со пациентите кои што имаат веќе болест? Затоа реков пациенти. Ако веќе има зголемен крвен притисок, ако веќе има коронарна болест, прележан мозочен удар, болест на бубрезите, слабост на бубрезите, диабет, значи ги нафрлам тие најчестите болести, има и други. Тука вика годишно рутински редовни контроли барем на 6 месеци. Значи јас тоа буквално пациентите кои доаѓаат на преглед, на консултација и сега прашуваат докторе сега кога следен пат на контрола. Значи ако имаме контролирани вредности на мастите, на шекерот, на притисокот, ако сме успеале да ги исконтролираме, онда тогаш велиме дојдете за 6 месеци. Меѓутоа, ако тоа не ни е под контрола, не можеме да чекаме 6 месеци. 6 месеци ако притисокот не ни е контролиран добро, или мастите, пациентот после 6 месеци ќе дојде со манифестација на тој висок притисок или на тие високи масти. Затоа велиме ќе бидат контролите побрзи, по кратко време. Кои што редовно ја примаат терапијата за притисок, за масноти и за покачен шекер во крвта. Има и такви состојби, мислам, луѓе и пациенти. Значи, има пациенти кои што се придржуваат. Тие треба на одреден временски период, Абсолютно. а не само ја пијам терапијата и добре, бидејќи тука никогаш не знаеме. Мора да се проверуваат вредностите. Ја затоа велам, не мора на кардиолог да се дојде секој месец. Меѓутоа, ако кардиологот дал терапија, препорачал терапија, и препорачал, тоа е сега должност на кардиологот да му објасни на пациентот кои се целните вредности. Сакаме мастите да ги донесеме до некоја вредност, која што за пациентот без болест е една вредност, многу повисока, кај тој што веќе има болест, вредноста е драстично помала. Збориме 3 пати, 4 пати помала. Затоа што, видете, еднаш кога ќе се добие инфаркт, фактите се дека двајца... Ризикот повторно не, постои видите, за... шансата за да се повтори инфарктот во наредните 2-3 години, пазите, не зборам за 20 години, од 5 пациенти со инфаркт, двајца добиваат инфаркт во наредните 3 години. Значи, шансата да се повтори болеста е голема. И за да тоа не се случи, ние мора да бидеме многу ригорозни, многу да бидеме принципиелни, да ги постигнеме тие сакани вредности за мастите, за шекерот, за притисокот, за да го заштитиме пациентот. Затоа велам, пациентот треба добро да биде информиран, да се врати кај својот матичен доктор и да се направи контрола. И ако не се постигнати тие целни вредности, он треба да се врати кај кардиологот. Затоа што кардиологот сега е тој кој што треба да изнајде начин, лек соодветен, за да се постигне таа целна вредност. За жал, тоа не го прави матичниот доктор, тоа треба го направи кардиологот, затоа за тоа е школуван. Да. Ја споменавте физичката активност и секогаш ја споменуваме како многу важна буквално за функционирање на целиот организам. Дали луѓето кои што се физички активни треба исто така да прават контроли? Физичката активност е корисна од многу аспекти. Помага за регулирање на крвниот притисок.
помага за регулирање на шеќерот, на мастите, телесната тежина. Потреба е за правилна перисталтика, работа на цревата, видете, хормоните, активноста хормонска е исто подлијани на физичката активност, коските, густината на коските, цврстината. Физичката активност е потреба на организмот како воздухот, како дишењето. Сега, за жал, дишиме рефлексно, тоа е нешто што го правиме несвесно, затоа што тоа е потреба за да преживееме. Движењето е нешто што бара од нас свесно да се вклучиме. Не го правиме. Исто е потребно како храната, исто како воздухот. Верувајте, нема разлика. Сега, тој што е физички активен, има голема бенефит. Меѓутоа, што значи тоа? Еве, за да појаснам, да знаат луѓето дали се физички активни доволно. Тоа значи барем 20 минути во денот да се движат, да имаат активност, каде што ќе се задишат, каде што срцето ќе забрза. Не е доволно ние само да разгледуваме покрај излозите и да застануваме. Се доека пумпата не забрза, до некој над 100-120 во минута, се доека не осетиме забрзано дишење, респирација с големен број, ние немаме физичка активност која што е корисна. Значи, тоа е таа физичка активност. Сега да одговорам на прашањето. Не е доволно. Зашто? Затоа што ако имаме физички активна особа која што пуши, веќе имаме ризик фактор, значи неговите шанси за да развие кардиоваскуларно заболување сега се 2 пати, 3 пати поголеми од некој друг што е физички активен, а не пуши. Или ако има генетска оптеретеност, неговите родители во порана возраст појавиле хипертензија с големен крвен притисок, или имаат високи масти во фамилијата, имаат коронарна болест. Тој веќе е со големен ризик. Некогаш и вродени аномалии, така срцеви, физички активен, но треба редовно да се контролира и прегледува. Да се праша дали има ризик фактори, ако има ризик фактори, он мора да се контролира. Така. Колку и здраво да го живееме животот, нели, да ги применуваме добрите работи. Имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Поздрав до емисијата и до докторот и до вас. Ви благодариме. Благодарам. Јас сум на возраст околу 79 години и имам неколку хронични заболувања, така да пијам еутирокс од 50 мг, пијам за притисокот Телфорд од 80/5 со хидро. Го држам притисокот релативно во нормала, со исклучок на некојаш поизнервирана, веројатно кога сум, знај до 140 може би да ми се покачи. Инаку го држам во рамките на нормала. Росфера од 20 мг, исто така мастите ги држам во нормала, да речам. Инаку во семејството имаме од излив во мозокот починат, имам и брат и мајка. Посебен проблем, да ви кажам, од пред 5 години ми се појави тахикардија со аритмија. Во почетокот благи беа симптомите, за да понатаму се почесто големи напади со срце чукање, толку како да ќе ми искочи срцето осеќав, а последните напади пред 4-5 месеци беа толку големи што и страшна главоболка, стегање во главата од двете страни, челото. Инаку модам редовно на контроли, во смисла на ехо на срце на секој година и половина, и диагнозата во однос на аритмијата е аритриална фибрилација и флатер. Пијам од страна на лекарства во однос на ова, дадено ми е мепинто од 47,5 мг и по потреба флекаинид од 100 мг. Така, што ќе морам да ве прекинам, мислам дека ова беше доволно што ни го кажа. Не, прашањето да го поставам, ве молам. Така, остави простор, нели, за да не ве прекинувам. И понатаму осеќам, значи, симптомите, оние се нападите ми се смирени, меѓутоа аритмијата скоро секојдневно ја осеќам,
особено навечер, ме интересира дали ова мепинтото 47,5 треба да се зголеми дозата за да конечно тотално ми се смири аритмијата, затоа што секојдневно ја осеќам, скоро секојдневно да речам. Во ред, ви благодариме за јавувањето, за прашањето, ќе погледнеме блок реклами, па ќе го слушнете одговорот односно советот и препораката од доктор Антонио. Да одговориме веднаш на људата што претходно се јави доктор Антонио. Вака, господјата кажа дека има поголем број на болести, коморбидитети, меѓутоа веќе има и манифестна болест на срцето. Господјо, рековте дека имате аритмија, тоа е последица, можеби и од некои структурни промени во срцето. Наброја дека пие доста лекови, редовно се контролира, спомна ехо дека и се прави редовно. Видете, господјо, дозирањето на лековите е врз основа на одредени резултати. Значи, докторите што проверуваат, тие што треба да знаат, да одлучат кој лек е соодветен за вас и која доза. Вие пиете и антиаритмик, пропафенон, колку што разбрав, така да очигледно е вклучен некој кардиолог во терапијата. Најдобро е убаво да поразговарате со него, да ги кажете своите проблеми, да кажете еве дека лековите не се доволно ефикасни, или да дојдете на преглед кај мене, да ги видам тие резултати, за да можам соодветна терапија да ви дадам. Вака, по телефон, за жал, многу не можем да помогнем. Можеме само препорака и совет каде следно да се оди или да се направи контрола, а во поглед на терапијата секогаш е лекарот кој што го води пациентот. Структурни промени на срцето, што ние нормално ги гледаме на ехо, се менуваат многу ставовите во однос на терапијата. Господјата пие антиаритмик, кој што во принцип не се дава доколку има структурни промени. Затоа верувам дека тоа е проверено, на ехо видено и врз основа на тоа и соодветно е дозирана и дадена соодветна терапија. Така. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас. Повелете. Добро утро. Добро утро. Поздрав до докторот. Благодарам. Сакам да поставам едно прашање. Кога ќе седам и кога одам, имам пулсот на срцето ми е ваѓа висока, имам проблем со ногите, срцето е во ред. Што може да биде тоа? Дали е од некој страф или нешто друго е? Да, сте биле на преглед, на контрола, на... Да. Добро. Видете дали е срцето во ред, тоа треба да кажат докторите. Не знам какви прегледи направиле. Забрзан пулс при движење е одговор на срцето на зголемени потреби на организмот. Колку е забрзан, тоа не знам, не кажавте, меѓутоа може да биде знак дека немате кондиција, дека не сте во некоја физичка спремност за да одговорите на тие зголемени потреби. Може да биде симптом на многу работи, тахикардијата, односно забрзаниот пулс, посебно ако се јавува во мирување. А при напор е сосема физиолошки одговор на срцето према барањата на организмот. Така да. Доктор Антонио, кога велиме рутински контроли и проверки, на што пред се мислиме? Дали е тоа само проверка на крвниот притисок од лабораторија која што ни кажува нели кои се вредностите и ЕКГ задолжително ми се чини секогаш прво се прави. Што е со ехото, со стрес тестот и други некои прегледи кои што треба да дојдат во предвид? Тие рутински прегледи се подразбираат, се прават кај сите. Меѓутоа, да речам, кај тие особи кои што се здрави, кои што немаат ризик фактори, немаат манифестна болест, кај нив може да бидат и доволни. Меѓутоа, кога констатираме ризик фактор, тогаш не се доволни. Значи, ако имаме пушач со генетска оптеретеност за коронарна болест, тогаш не е доволно само да го измериме притисокот и мастите. Тогаш и кога добро се чувствува, може би е добро и ова дополнително да се направи. Како господјата што вели, доека не е физичка активна. Кога е физички активна, срцето брзо работи, она не се плаши што срцето брзо работи. Очигледно чувствува некој дискомфорт, некои тегоби, што и пречат. За ние тоа да го провериме, наедноставно е да направиме стрес тест. Значи, пациентот оди на лента, постепено се зголемува оптеретувањето, брзината на лентата
и гледаме што се случува со притисокот, со пулсот, пошто на ЕКГ следиме дали се јавуваат промени во смисол што би збореле за проблем со крвотокот во срцевиот мускул. Сега стрес тестот е многу корисна метода, ни дава една функционална проценка, каква е функцијата на пумпата, како одговара на напор. Ехото е друга процедура, многу корисна, која што треба да биде рутина и е, фала Богу, достапна. Значи, ја имаме од не само во болници, поликлиники, ординации. Ехото ни покажува каква е состојбата структурно. Големината на срцевите празнини, функцијата на клапните, отвараат, не затвараат соодветно, состојбата со мускулот, дали е задебелен, дали пумпната моќ на срцето е добра. Значи, тоа се анализи кои што рутински се прават кај пациенти кои што веќе имаат манифестна болест. Значи, ако имаме зголемен крвен притисок, мора во старт да се направи ехо на срцето, ехо на крвните садови. Значи, ние мораме веќе да видиме во моментот каква е здравствената состојба. И врз основа на резултатот, врз основа на ризик факторите, после тоа треба индивидуално да кажеме следното ехо на крвни садови, следното ехо на срцето, кога да го планираме, кога очекуваме дека има потреба. Така, за колку време повторно? Па видете, дали сме успеале да го исконтролираме притисокот, дали сме успеале да ги исконтролираме мастите. Ако не сме успеале, ние мораме побрзо повторно да направиме контрола на ехо. Ако тие ни се под контрола, пациентот е без симптоми, нема нови моменти, онда ехото ќе го поместиме. Да. Тоа е, значи, буквално секој пациент е случај за себе. Секој пациент мора да биде проценет индивидуално и се тоа бара малце докторот да се ангажира и малце повеќе да му посвети внимание на пациентот. Така. Прво и низ прашањата, како го води животот, каков животен стил има, кои други ризик фактори се присутни. Нашите професори од кои што учевме, они не учеа дека соодветно земена анамнеза, односно поставени прашања, е пола диагноза. Значи, не ни треба дополнителни испитувања. Доволно е да ги слушнеме зборовите на пациентот, веќе да знаеме кој е проблемот на пациентот. Така. На самиот крај би заклучиле дека не треба да чекаме симптомите да се појават, туку да создадеме навика за редовни контроли, превенција. Конкретно, еве, зборуваме само за кардиоваскуларното здравје, ама тоа важи и за целото здравје на телото. Апсолутно. Значи, да си го заштитиме здравјето пред да го изгубиме. Ке се повторам, сме го добиле на поклон, не сме го купиле, и затоа мора да го цениме ако е бесплатно. Потоа, видете, кој ќе се загуби здравјето, после тоа не се жалат пари. Јас сум во таа професија, гледам, луѓето имаат мака, помагам. Не се жалат пари да се врати здравјето. Работата е да не се изгуби здравјето. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24.